Обвинителството поднесе жалба на одлуката со која Битолскиот суд го спаси од притвор газдата на Марковски компани. Борче Марковски заедно со уште еден екс-директор во ЕСМ на место зад решетки, истрагата за тендерски малверзации тешки над 100 милиони денари ќе ја следи од куќен притвор. Во обвинителството се загрижени што судот ослободува човек за кој постои реална опасност да побегне од Македонија, имајќи предвид дека поседувал значителен имот во странство. Загрижени се и во владеачката ВМРО-ДПМН, а одлуката на судот ја сметаат за политички притисок на СДСМ и ДУИ. Срамна одлука на судот. Газдата на Марковски компани со стотици милиони местени тендери во РЕК, наместо во затворски притвор, доби куќен притвор. Газдата на Марковски компани е фатен инфлагранти како испумпува пари од РЕК, со документи и докази е заштитен од судот на СДС и ДУИ. Обвинителството вчера отвори истрага против 8 лица за тендер во РЕК Битола за кој се сомнева дека бил распишан само за да се испумпаат пари од буџетот. Според официјални податоци, Марковски компани за 5 години од тендери во РЕК Битола инкасирала над 140 милиони евра, најчесто без конкурентна постапка и со договор во 4 очи. Во најголем дел од нив за подизведувачи биле ангажирани фирми кои сопственички се поврзуваат со предходното раководство на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија.